Топ тема, добро вечер. Денеска истекува 25-тиот ден од мандатот на новиот градоначалник на Скопје. Вечерва во топ тема за тоа како и со која динамика ќе се реализира неговата визија за Скопје. Мој гостин е градоначалникот Орце Георгиевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. За почеток, она што е најактуелно денеска, финалната пробна фаза на Safe City стартуваше. Неверојатни се податоците, 65.000 прекршоци во првите 12 часа, од кои 2800 на црвено светло, а не регистрирани возила низ градот во првите 12 часа имало 1000. Главната надлежност е на МВР, но со оглед на плановите за развој тука е и градот. Што очекувате? Па, очекувам ред и согласно на кое што јас и во кампањата го говорев, нас де факто не недостасува ред и дисциплина. Тоа не подразбира репресија, но не недостасува ред. Еве и самите ги изнесовте. Оние прекршоци кои што се од природа човекова, односно зависат од граѓаните, не зависат од системот или од државата или од институцијата надлежна. Очекувам силно постапување од страна на Министерството за внатрешни работи, затоа што ние ако стремиме да влеземе во Европа, треба и европски да се однесуваме, но исто така очекувам и компатибилност во делувањето. Јас веќе разговарав со министерот Тошковски, но и со началникот на СВР Скопје, и секако дека и ние како град Скопје ќе бидеме приклучени во системот, земајќи во предвид дека во минатото бевме сведоци на многу девијантни појави во општините и се уште има такви. Сведоци сме на создавање на диви депони, сведоци сме на прекршување на законите, сведоци сме дека има и од среда официјално да најавам, започнуваме со активности со инспекцијата насочена кон дивите такси превозници, кои што исто така дел од нив користат нерегистрирани возила, така што се на се, со една заедничка активност, очекувам на подобрување на состојбите во градот Скопје, а тоа значи да она мало малцинство, тоа секојаш го говорам дека можеби помалку и од 2% на несовесни наши сограѓани, прават да генералната слика не биде убава. И затоа тука ќе имаат полната поддршка Министерството за внатрешни работи, но и дополнително очекувам поддршка од нивна страна за одредени постапки кои што ќе треба заеднички да ги работиме. Со оглед на тоа што и вие имате и посебен дел во програмата во однос на јавната безбедност, а ова е само првиот сегмент од Safe City, што е она што се планира натаму, бидејќи позитивни се реакциите првиот ден, подеднакво колку и за препастувањето на голем дел од граѓаните од овие фрапантни бројки кои што ги слушаме. Меѓутоа факт е дека, ако дојдовте сега по Илинденска, ќе видите дека таму нема ништо. Оправдани се веќе прашањата што правиме. Да, ова е почеток, ова се пилот градови и така натаму, меѓутоа ако на некој начин почнуваме со тоа да партизанска не биде писта за трки, реални се сомнежите дека можеби тие навечер ќе се префрлат на Илинденска, пошто таму засега ги нема овие системи. Не, јас апсолутно сум за тоа да системот биде сеопфатен и да ја опфати целата територија на градот Скопје. Дури во буџетот за наредната година ќе предвидиме и ние средства како град Скопје за да помогнеме во тој процес, но јас имав состанок и со градоначалниците скопски, во кој што буџет ќе учествуваат и градоначалниците на градот Скопје, за да имаме што поголема покриеност на главниот град. И тоа е заложба на сите нас и резултатот треба да биде видлив за сите граѓани, земајќи во предвид дека де факто ние по таа опфатеност треба да бидат и безбедните зони пред училиштата, градинките, средните училишта и така натаму. Тоа веќе навлегување во општинските атери што се вели, тука доаѓаме до конфликт постојано. Ова е улица на градот, ова е на општината. Тука веќе треба, знаете како, во минатото често пати се случувало да се некој го вперува прстот во некого, односно да бара начин да избегне одговорност. Тука треба сите да бидеме одговорни пред се и заеднички да ги решаваме проблемите кои што некој дозволил 30 на години да дојде денот ние да ги решаваме.
Јас имам ветено во мојата програма безбедни зони кои што ги опфаќаат сите места кај средните училишта, затоа што тие се моја надлежност, но јас не можам во Кисела Вода, на пример, да кажам на градоначалникот во Кисела Вода, јас немам ингеренции, не можам да поставам столпчиња, бидејќи постои меѓуопштинска соработка. Така што суштината ми е, ако сакаме сите да градиме еден систем кој што заеднички ќе биде функционален за сите, тогаш можеме да најдеме решение, доволно е да се има комуникација и да се седне на маса. Она што во минатото, изминативе 3,5 години наназад, недостасуваше, јас тоа го истакнав на една од пресконференциите пред некој ден кога имавме заеднички состанок, координативно тело со сите мои колеги градоначалници, беше проблем немањето на комуникација. И координација. И координација. Кога веќе имаме комуникација и координација, јас сум тој кој што е носител на промените и во системот во градот Скопје, јас сум тој кој што треба да биде повикан доколку некаде затајува системот. Зборам за локалната самоуправа. Дали тоа било проблем во Кисела Вода, дали било во Чаир, дали било проблем во Сарај, дали е во строгиот центар на градот Скопје, треба сите заеднички да делуваме и да го најдеме решението за тој проблем. Сметам како човек кој што не е престар, туку имам 38 години, многу ни сметаше во минатото тоа што секој бараше начин како да не се сработи работата или како да не се заврши она што го бараат граѓаните. Доаѓа времето кога треба да испорачаме за граѓаните и во таа насока ќе делуваме како една голема компактна целина во наредниот период како градоначалници. Во овој контекст, ако се гледа целината и целта на Safe City, останува како оној горчев впечаток дека заради политизацијата и политичкиот конфликт во собранието, за жал не поминаа оние одредби кои што сите градоначалници ги заговараа, не само во Скопје, околу комуналните инспектори, тие се заглавени во еден закон кој што бара и 2/3. Постои ли некако можност барем овој дел да се извлече од тој закон, бидејќи целината нема да биде целта нема да биде остварена ако и овој дел не се стави во функција. Јас не сум убеден дека нема да поминат. Напротив, сметам дека ќе поминат тие измени на законот, затоа што де факто тоа е потребно не само за градот Скопје, не само за општините во Скопје, туку за цела Македонија општините, како што споменавте. Знам дека беа последно до собрание, но верувате 20 на дена сум градоначалник јас на градот Скопје, меѓу кои 20 на дена бев и 2 дена во Брисел за Скопје град престолна на културата, за да не ни одземат номинацијата. Точно номинацијата и премалку време имам да се фокусирам и на ова, но во наредните неколку дена де факто ќе побарам и состанок со координаторите на пратенички групи да добијам информација до која фаза е. Знам дека законот беше стопиран поради изборите, што е логички, во избори не се носат таков тип на закони, но не отстапуваме од идејата и јас некаде на втората половина од декември ќе имаме генерално собрание на ЗЕЛС, доколку колегите повторно ми ја дадат поддршката за да продолжам да ја водам институцијата ЗЕЛС Берегол, и текако сериозен фокус ќе имаат овие законски измени и не отстапувам од тоа што начелно сме го заговарали, сме го договарале со сите колеги градоначалници. Тоа ќе значи решавање на многу од состојбите. Кампањата без оглед од која партија беше, тоа беше еден сегмент кој што сите го бара и очигледно сите. И од она боли што Safe City покажува дека сепак во многу сфери ќе мора да има и санкции. Видете, добро е да има предупредување во прва фаза, но вие кога гледате дека кај некого предупредувањата не носат промени, тогаш морате да преминете кон санкција. Ние го направивме, измените ги направивме во однос на одлагање на отпадот. Знаете, после 22 часот не може да се одлага отпад до 6 часот сабајле. И многумина на почетокот гледаа на тоа како, не знам, некоја мерка која што не носи добро. Но на долг рок се покажува дека носи добро. Зошто тоа го направивме? Еве да земеме во предвид помалку од 5% од граѓаните во главниот град го одлагаат отпадот после 22 часот. Така? Од друга страна, имате дали кафеани, дали локали разни и се останато, кои што користат граѓански контејнери, а не беа регистрирани во минатото како лица кои што треба да на посебен начин биде третиран нивниот отпад. Сметате ли дека го решивте или само го одложивте? Не.
го решавам. Зашто? Затоа што сите оние кои што во минатото не беа дел од системот, еве еден куп кафеани, да не одаме на по една да ги набројувам, кои што ги користеа, особено во Капиштец, граѓанските контењери за одлагање на отпад, за кои што има друг начин да го одлагаат. Не се само тие градоначалници. И Секаде се кафаните, постапува. и угостителските објекти, Секаде. голем дел од Секаде. дури големите трговски се слагам. ланци. Значи Се тоа е слагам. еден сет од субјекти сега кои сме во- останаа надвор. Сега сме во фаза, но тоа е по вина на институцијата во минатото, делумно, и делумно затоа што не им одговарало тоа. Да бидат во една сива зона во која што нема да им се наплаќа за отпадот за кој што де факто јас како граѓанин на градот Скопје, вие како граѓани сите останати плаќаме, така. Сега доаѓаме до фаза да инспекцијските служби го нотираат сето тоа, не се постапува со казнување, се постапува со предупредување, но веднаш сите тие посегнуваат кон една состојба која што значи самите да се обезбедат контењери и на повик да се одлага нивниот отпад. Што значи тоа на повик, ред. бидејќи една од забелешките беше да, тоа е во ред, треба да се направи тој тарифник кој колку Има отпад тарифник. толку, тоа да се применува, но треба да обезбедите условите. И тие луѓе треба да знаат кој ден се собира отпадот, како се собира Ето така. отпадот. Кога ќе потпише секој од нив договор со комунална хигиена, точно ќе бидат утврдени надлежностите, односно обврските и на комитентот, но и на комунална хигиена од другата страна. До кога е рок? И тука нема отстапки. Рокот е до нова година. И до нова година сите ќе треба да си ги обезбедат тие контењери. И тука нема да има толеранција кон никого. Зошто? Затоа што сите тие имаат дејност за која што наплаќаат од граѓаните. Од друга страна, граѓаните си плаќаат за уредно да го одлагаат отпадот во контењери. Не може некој да биде држан во сива зона, ете и чива да е вината. За кого и да станува збор дека сгрешил во минатото. Но ние говориме за создавање систем и ред. Во системот кој што треба да го создадеме, треба сите да имаме еднакви права, но и еднакви можности. Во минатото не било така. Некој имал права и можности многу повеќе од другите. И некој имал привилегии кои што системот му ги дозволил тие привилегии. Истото е и за сите оние кои што во минатото ја користеле таа сива зона, па кој каде сакал си поставал тезги, кој каде сакал си поставал, не знам, разни работилници и се да го останато. заокружиме овој дел околу отпадот, бидејќи за жал со тоа се врза и почетокот на вашиот мандат и се уште сите реакции се во стилот. Скопје е зачистено, не е исчистено и се уште не е чисто. Јас не сакам да бидам Факт е дека погрешно, појдовната точка беше премногу катастрофална, нарапна епидемиолошка закана, меѓутоа тоа не може да биде репер. Граѓаните се уште гледаат полни контејнери во голем дел скопски Па, општини. не сум убеден дека гледаат многу често полни контењери. Јас нема да бидам наискрен ако кажам дека не се случуваат и пропусти. Тоа е жива материја и знаат да се случат и пропусти, но дека делуваме многу подобро, за разлика од појдовната точка и основа која што има в првиот ден кога влегов во градот Скопје. Тоа не е за споредба Со воопшто. 16 функционални машини, наспроти околу 50 кои што се функционални сега денес, има разлика, сериозна. Дека има пропусти, повторно ќе кажам, одредени и дека се случува бидејќи располагаме со стара механизација. Да по планот, ако треба 2 пати да се помине Пинти, еве ќе земам во Предвид или Припор, или во Ѓорче одредено населено место Бардовци, дали ќе биде тоа, дека се случува да откаже поради дефект во моментот да не може да излезат да го соберат отпадот, се случува, но дека работа ми давам се од себе, да ги надминуваме најбрзо што може тие состојби, даваме се од себе. И не е честно ако не се заблагодарам и на целата една структура на чело со новиот директор кој што беше назначен по моето доаѓање, господинот Драги, дека даваат се од себе и деноноќно се и на терен за што помалку вакви проблеми имаме. Она што го направивме изминатиот период, заедно во координација со претседателот на владата, министерот за транспорт и врски, веќе започнавме постапка преку Светска банка за да обезбедиме повеќе од 20 комунални нови машини кои што ќе бидат за потребите на комунална хигиена,
тоа подразбира нова механизација, да дел од старата механизација која што и сериозни средства се одлеваат за амортизација на истата и поправање, ја тргнеме настрана и настапиме со нови камиони, го правиме тоа. И дека во буџетот за наредната година ќе бидат предвидени одредени средства дополнително како град Скопје и комунална хигиена да инвестираме во нови машини и механизација, ќе го направиме тоа. Но треба да се земе во предвид дека 20 на дена ние сме структура која што го води градот и дека состојбата е далеку од тоа што сме го начекале првиот ден кога влегов во градот. Само 800.000 евра, велат според некои податоци, е долгот за сервисирање на постојните возила на комунална хигиена. Ако е точен тој податок, стигнуваме до вкупните долгови. Ајде, кога почнавме со комунална хигиена, доспеани и неплатени обврски заклучно со трет квартал според податоците на Министерство за финансии 4,7 милиони евра. Тоа е само за оваа година. Како ќе се чисти, господине Георгиевски, системот и овој хаос во системот? Бидејќи ова се адхок мерки, повторно ќе кажам, за надминување на една ситуација која што еден главен град не ја заслужува. Промената на системот не може да се случи преку ноќ. Јас тоа сум го говорил и во предизборната кампања, но и во моментите кога се уште сум немал номинација за кандидат за градоначалник за градот Скопје. Прво што правиме е реорганизација на сите јавни предпријатија, која што вклучува реорганизација на градот Скопје. Тоа подразбира непродуктивни трошоци и кратење на истите. Ева најпростата базична работа ќе ја споменам. Ако во минатото градот Скопје трошел, не знам, околу 4 до 5 милиона денари на годишно ниво за адвокатски услуги, сега за 3,5 до 4 пати ќе ги намалиме тие трошоци. И кога истото ќе го направите со сите ставки, тука веќе ќе имате еден базен од скратени непродуктивни трошоци кои што ќе ги насочите кон подмирување на обврските. Но ова некој ќе ви додаде, ама првиот тендер, првиот јавен повик што го распиша град Скопје да најде авторска агенција за привремени вработувања. Да, ма знаете дека во градот Скопје нема единствено лица кои што се вработени во градот Скопје. Знаете дека во градот Скопје има и други тела кои што функционираат. Тоа се тела од култура, тоа се тела, не знам, кои што треба да помогнат да се направи стратегија за почист воздух, тоа се тела кои што треба да обезбедат грантови за утре ние да добиеме средства за некој сериозен проект да реализираме и така натаму и така натаму. Администрацијата во градот Скопје де факто беше заспана 4 години. Де факто. И самите да седнете, истото ќе го потврдат. Со нив да разговарат. Нас де факто ни требаат лица кои што имаат сериозно искуство во одредени области за да ни помогнат. Што значи тоа? Тоа значи дека ги оставите вработените, а ќе барате. Не, тоа значи дека вработените ќе треба да работат под сериозно менторство на луѓе кои што многу повеќе од нив ја познаваат одредена. Ајде попрактично. Колку има? 20 сектори. Најпрактично ќе го кажам. Градот Скопје според мене има превработеност. И па сега како е превработено, сем ќе бараме на неопределено време конорар. Има сектор кој што треба да обезбеди грант за реализација на одреден проект. Ние треба да видиме изминативе 4 години какви грантови се обезбедени од службите кои што работат таму. Нула реализација. Ма ако некој не предлагал проекти, само ако ми дозволите. Вака, надворешни соработници се лица кои што треба да ви ги подобрат состојбите. И јас истото го правев и во кисела вода. Зашто? Затоа што на почетокот на мојот мандат од општина која што имаше целосна изолираност во однос на контакти со меѓународна заедница, но и со организации кои што можат да обезбедат грантови и средства да ги искористиме. Средствата кои што беа обезбедени години пред мене беа нула. Откако ангажиравме одредени лица и почнаа да работат со секторот, од една страна секторот се обучи и двајца од тие од секторот ги превземам во градот Скопје на наредна седница на Совет, но од друга страна, јас добив во кисела вода фотоволтаици за сите основни училишта, благодарение на тие луѓе кои што работеа таму. Јас добив багер за општина Кисела вода.
добивме автобуси, добивме многу други работи кои што во минатото, не знам, енергетска ефикасност на многу од јавните објекти. Ја сватив идејата, кога веќе бидејќи рековте за да нема заблуди, бидејќи рековте од една страна има превработеност, од друга страна ќе барате експерти и стручни лица. Точно. Претпоставувам дека кога веќе ја барате и агенцијата, имате и некаква не само визија, туку и пресметка. Колку би биле тоа за почеток и во кој сектор? Еве сега конкретно јас не можам да утврдам колку би бил хонорарот за господинот Мишко Ралев. Не, зборувам за луѓето како бројка. Колку луѓе би биле ангажирани? Десетина луѓе. Сигурно би биле десетина луѓе ангажирани, секој во својата област да може да допринесе. Зошто? Затоа што ние треба Скопје да го градиме со најдоброто што го имаме во нашето општество. Не да го градиме партиски, не да го градиме со на начин како што се градел во минатото, затоа дојдовме од тоа градење до состојба како што сме денес. Кој би биле други? Јас имам легитимно право да направам солиден, одличен тим кој што ќе даде се од себе да ние ги поправиме заеднички работите. И тоа ќе бидат лица, најеминентните имења од културата, најеминентни лица во однос на урбанизмот. Ние имаме пред нас генерален урбанистички план кој што треба да го донесем. Тоа ми е посебно прашање, бидејќи сакам да го добавам моментот, Боби, дека ние треба на најдобрите да им дадеме шанса. Најдобрите професори, најдобрите јавни личности во нашето обкружување и лица кои што имаат сериозен капацитет да дадат се од себе за градот. Јас не можам и да тврдам дека сите тие би барале одреден хонорар или надокнада. Може би некој би работел како пробоно. Борко Ристовски во минатото, пред да биде министер за спорт, во Кисела вода ми беше советник од областа на спортот и пробоно го правеше тоа. Може би има повторно. Кој што ви даде и поддршка во предизборието, кои би биле другите луѓе ако може да ги обзнани? Ќе ги слушнете во наредниот период. Еве Ралев, Огнен Марина ќе биде во областа на урбанизмот, ќе биде господинот професор Горан Миовски. Тоа се лица еминентни во нашето окружување и се од областа на урбанизмот, архитектурата и се останато. Има лица кои што ќе бидат ангажирани во областа култура. Има лица кои што ќе бидат ангажирани, не знам, ние треба да преминеме како град Скопје во фаза да лицата со попреченост конечно добијат дневен центар. Јас планирам тоа да почнам да го реализирам, затоа ќе ми требаат лица кои што се стручни и компетентни да помогнат за изработка на проектна документација, за изработка на целиот проект во фази да го организираме тоа. Ќе треба повеќе институции централни да се уклучат во целиот процес, како Министерство за образование, Министерство за труд и социјална политика, и тоа не се прави, Боби, со 5 луѓе. Тоа се прави со повеќе стручни лица кои што ќе можат заедно со секторот да ги изработат овие процеси. За разлика од тоа, во минатото имало состојба каде што скоро 500 лица земале плати неоделена работа. Јас говорам за лица едно по едно да не останат. Ние можеме, морам да направам паралелата прецизно. Ние можеме и никого да не го ангажираме. И јас да дадам се од себе. И повторно да имаме мало помрднување од состојбите. Прашањето беше зошто бидејќи кога прво ќе се види таков оглас, знаеме вообичаено зошто служат тие огласи за привремени вработувања. Кога сме кај превработеност, од друга страна, јавно да кажам. Зборувате превработеност, зборувате дека има 25 хигиеничарки не ми требаат мене. Не ми требаат 25 хигиеничарки, но има во градот Скопје. Десетина шофери не ми требаат, сам се возам уште. Се возе во Кисела вода, сам се возам и сега. Најбезбедно се чувствувам така. Тоа е лично мое право на избор. Тоа е добра порака од еден нов градоначелник. Тоа е реално може сам да оди на работа. Јас сам се возам. Немам ни обезбедување, имам соработник тој што ми помага околу овие работи. Ајде едно по едно, бидејќи отворивме неколку прашања. Сакам да бидам многу прецизен. За разлика од тоа што се правило во минатото, сега нема да има пренатрупување и состојба каде што по цена на било што ќе бидат вработувани луѓе колку да бидат вработувани, како што тоа се прави. Затоа сега имате во клучни сектори дефицит на кадар, а имате во одредени сектори превработеност. Ајде едно по едно. Зошто, дали е точно и зошто ги не се суспендирани, меѓутоа,
фигуративно за гледачите, зашто се одземени правото на подпис на раководителите на сектор? Па затоа што сметам тоа на почетокот дека е добра одлука моја, затоа што треба прво да проверат, ревизија ќе има. Веќе одредени институции се занимаваат со состојбите во градот Скопје и со одредени постапки од минатото и на крајот на денот јас имам најмногу доверба, нека ми простат сите, но на мојот подпис и на мојата рака. Така да, додека се направи една целосна, компактна целина од тимот, кој што вклучува и одредени лица кои што би влегле од надвор, тоа се дел од луѓето кои што во минатото беа дел од мојот тим во Кисела вода. На моје огромно задоволство, дозволи градоначалничката на Кисела вода да направиме за некои од тие луѓе превземање. Тогаш би можеле да одиме кон тоа да се дадат целосни овластувања на секторите. До тогаш, јас сум тој кој што на одделение има? Во градот Скопје 23 мислам дека. Да се одземе правото на подпис, дури за некои има дели беззначајни документи, може би за нас тоа изгледа беззначајно, но еве, например, потврда за вистинитост на улица, не е пресериозен тој, сомнеш дека не знаат, не можат или направиле нешто? Знаете, јас тука сум ја генерализирал состојбата. Доколку има, нешто што е итно и неопходно, во овие 20 на дена, јас го подпишувам. И го подпишувам. Кој е мерилото на Орце Георгиевски дека, еве, XY раководител па не е мерило, заслужува да го има тоа право на подпис и дека ќе му биде вратено? Па што ќе ги цените? Да биде чесен и да работи исклучиво во служба на граѓаните. Да не треба да одговори на барањето 57, а претходно да не одговорил на ништо пред 57 барање. До моментот додека спроведеме дигитализација во градот Скопје, јас ќе создадам систем во кој што прв кој што ќе аплицира, на првиот ќе му се одговори, па подоцна на другите. Во град Скопје имавме состојба, најпростата работа, пресметка на даноци, на кој што на некој затоа што на некого се јавил, а се јавил во август месец, му се завршила експедитивно работата, ама на некој од јануари месец, затоа што немал кај кого да се јави, не му се завршила работата. Вие сте градоначалник со искуство, знаете колку документи во текот на сите можни трансакции, па дури и за обична продажба на станови, за пренамени и така натаму, го минуваат тој пат од општина, па град, па назад во општина. Не би сакал да релативизирам. Јас ќе бидам многу прецизен. Има многу мал процент објективни причини за непостапување, редоследно. Но има многу поголем број од субјективни причини непостапување. Јас, во рамките на она што го должам на мојот народ во Скопје, а тоа е градот да биде еднаков за сите скопјани, го должам и тоа да вие кога ќе поднесете барање, во истиот момент добиете и одговор. А не вашето да чека во фиока, а после 10 месеци некој што поднел да го добие одговорот. Ке ги дознаеме ли, ке ги објавите ли кои се тие 400 отпуштени од јавните предпријатија? Нема 400, повеќе се околу 500 се. Добро, над 500 се. Јас немам проблем, само мислам дека имаме пратено допис до Агенција за заштита на лични податоци, доколку ни овозможат, јас немам апсолутно никаков проблем. Не, ве прашувам од каде се, бидејќи Водовод, според годишните извештаи, 2024 ја завршува со 1048 вработени, нема податок за повремено ангажирани, односно на определено време. Комунална хигиена, например, добро, 1023 вработени, до 31 март комунална и ги има тие 3-месечни извештаи, имале 315 на определено време. Паркови и зеленило 655 вработени, еве одвоив неколку, до 30 јуни 2025 година нема податок за ангажирани преку агенции за вработување. Од кај се тие 500? Најголем број, јас веќе соопштив во јавноста, се лица кои што биле времено ангажирани од некои 6 месеци
некој година дена, некој 2 години, некој 4 години, некој повеќе од 4 години, во комунална хигиена и во паркови зеленило. Некаде околу 380 или 370 лица се од тие две институции, а останатите се од останатите институции. Јас прво нешто што направив е и на постоечките директори, но и на ново назначените им дадов задача да ја проверат состојбата поврзана околу ова, кое што беше јавна тајна во јавноста, но некако еден период повеќе се збореше за истото, па наеднаш запре да се збори. Фактички во тој временски период од она што можев да го видам само се направил трансфер. Едни си отишле, други дошле. Сега за разлика од тогаш нула има вработувања нови, затоа што сметам дека повторно има превработено за јавните предпријатија. И таа теза која што ја искористија дел од опозицијските партии дека се празнеле места за да дошле нови е апсолутно теза која што ја отфрлам целосно, затоа што нема да има пополнување на местата. А како ќе функционираат, господине Георгиевски, одредени јавни предпријатија, бидејќи ако се видат нивните месечни, годишни извештаи, квартални извештаи кои ги даваат, има едно јавно предпријатие, на пример, со 650 вработени, во кој што само директорот има 13 помошници на директорот. Од тоа јавно предпријатие има само, на пример, од 650 вработени, оние што ние ги гледаме, а ги гледаме, бидејќи такво е предпријатието, само околу 250 се практично работници кои што му требаат на град. Другото е администрација. Предпоставам за паркови зеленило говорите? Па според бројките погодив. Затоа не го спомнав за да видам. Темелно ги знам речиси состојбите во сите јавни предпријатија. Не е на тоа ќе додадам уште 12 членови на управни одбор. Не е баш денес таква состојбата. Единствено водам сметка за многу договорци има во ЈСП Скопје, но тоа се шофери кои што де факто мора да останат да се ја вршат работата која што имаат и се потребни. И е дефицитарна таа работа и ќе дадам се од себе. Да барем дел од нив наредната година се потрудам заедно со директорот новоназначен Саше Тамо да го решиме статусот на тие луѓе. Затоа што таму има луѓе кои што по 12-13 години се договорци на дел и треба да им се реши трајно вработувањето. Но кога станува збор за другите предпријатија, вклучувајќи го и ова кое што го споменавте, паркови зеленил, односно јас го споменав, вие само давте одредени податоци, толеранција таму нема за никого. Во делот на реорганизација, јас ве прашав кој ќе работи. Не, има кој да работи. Боби тревниците се денес, за разлика од пред 25 дена, почисти во Скопје и посредени. Улиците се поредовно испрани од било кога денес. Континерите се почисти отколку било кога во минатото. И тоа го правиме без овие околу 500 луѓе кои што земале плата. Дали е тоа доволно? Не е доволно. Дали дека ќе се подобрат состојбите, ќе се подобрат. На тоа јавно предпријатие ќе заклучите дека веројатно вие во викендички во двор имате повеќе опрема отколку тоа јавно предпријатие. Па нема многу опрема да ви кажам. Добро, има луѓе што има. Дворот, но тие што имаат сега чест за нив, да. Но дека оперативни се јавните предпријатија и со овие човечки ресурси кои што ги имаме во моментов се оперативни. И стојам позади тоа. И затоа велам, тие 500 луѓе кои што се отстранети од постапката на злоупотреба на системот што некој им го дозволил тоа во минатото, се за мене 5 милиона евра од прилика генерирани заштеди на годишно ниво. Или додека биде Орце градоначалник во градот Скопје, 20 милиона евра. Тоа е сериозни средства. Толку чини Луна паркот за кој што неделава ќе распишеме постапката. Половина од тие пари ќе бидат за Луна паркот. 10 милиони, мислам дека, или 11 милиони евра тендерската постапка за Луна паркот. Толку чини новиот кружен тек во Ѓорче Петров, вкупно вкалкулирано и паркот во Бутел. Овој дел. Каде се има ревизии, какви ревизии, до кога ќе траат, бидејќи ќе има ревизии. Во сите мора и да се функционира. Во сите јавни предпријатија ќе има ревизии. Тоа не значи стопирање на активностите. Тоа значи ревизија, некој да си сработи она што му е задача. Дополнително ревизија и во градот Скопје има.
така што секаде ќе има, еве да бидам Зошто не му верувате на јавното обвинителство, бидејќи секогаш кога почнавте со изнесување на одредени факти и кога ве прозва, вие рековте соработувам со финансова полиција и сега пред малку споменавте одредени институции веќе си работат во градот. Па мислам дека тука сум прецизен доста во моето излагање. Си има институции кои што работат на тоа. Јас не велам дека изнесувате јас не велам информација, јавното обвинителство ве повикува, а вие велите се си има кај финансова, не доаѓам кај веќе вас. била, не сум рекол не доаѓам кај вас или доаѓам кај вас, јас не сум тој кој што треба да оди некаде или да не оди. Јас мислам дека тие се институција кои што треба да делува независно и треба да прават спроведување на одредени постапки кои што се отворени од институции кои што се под нив. Тука ја правиме првата пауза за реклама. Многу прашања има господин градоначалник и ајде да бидеме поекспедитивни. Рековте нема да барате 100 дена. Ситуацијата и не ви го дозволува тоа, но се премовиравте како човек со искуство, градоначалник кој ги знае работите. Еве за старт, сепак како го земеме тоа како мерило тие 100 дена. 5 од приоритети. Реорганизација јавни предпријатија и видливи резултати, како што е случајот со комунална хигиена, но и еве ќе споменам ситница, но на јавноста многу и значи, особено денеска имав реакции во Бутел, дупките кај што имало водоводни дефекти со години беа во состојба како што беа. Тоа подразбира реорганизација исто и на водовод и канализација и на состојбите кои што биле таму. Значи пари се трошеле за затварање на дупки, не знам како не биле затворени дупките. Се споменувам еден сегмент кој што значи средување базично на состојбите од оној хаос кој што го затекнав. Значи првиот момент е реорганизација на јавните предпријатија и градот Скопје. Откочување на оние, јас не можам тука во 5 да ги споменам, приоритети за тоа што се можеби повеќе на сите оние проекти, тоа често пати во кампањата го говорев, проекти кои што повеќе децении ги гледаме како се прават и никако да се направат, како клучката на Момин поток. Клучка на Момин поток, деблокада на БРТ, мост Михајло Апостолски, мост тука на кога станува Ленинова. збор, ќе малце сум поексплицитен, но морам бидејќи ова ми е едно од првите гостувања вака после градоначалничката позиција на ваков начин и на конкретни теми, така да сакам да бидам прецизен за јавноста. Клучката Момин поток веќе имаме сериозен напредок во однос на експроприацијата. Она што го тврде во предизборието дека потребно е да имате силен фокус и желба нешто да направите, се покажува дека до тоа било. И тука не ми треба од мене години. Тука ми треба многу поголем ангажман. Комплицирането е цртежот на Момин поток. Кој се изгубил во тој цртеж толку години, еден кружен тек да не може да се направи? Не е еден кружен тек. Добре, супер. Сериозен проект, одличен проект според мене. Не е спорно. Ултра добар проект за градот Скопје и за гужвата и хаосот кој што е таму, но динамиката и темпото не било на ниво како што заслужуваат скопјани. Сега е поразлична состојбата. Веќе ги завршивме дел од експроприациите, средби имавме со граѓаните таму кои што имаат оние правни лица кои што имаат објекти од левата страна, вклучувајќи го и Црвениот крст, така што тука имаме целосно одблокирање на целиот процес. Одиме понатаму. Љубљанска мостот. И позициите кои што се останати на мостот ги надминавме документацијски, како проблем беа представувани месеци и години наназад, надминати се, но и чекаме согласност од Министерството за финансии за да можат да проверат трасата, дали има останати не знам, дел од ископини од минатото кои што би можеле да го нарушат процесот. Од она првично што сме информирани ќе биде неделаво обезбеден тој документ, но и од оние со кои што имавме контакт, лица кои што ќе работат на тоа, имаме информација дека многу брзо ќе се заврши целото испитување. БРТ врзано со Михајло Апостолски, бидејќи нив ги врзувате и како проекти кои што ќе имаат и влијание на оно што Скопје веќе го чувствува, ќе го чувствува уште повеќе загадениот воздух, бидејќи се друго во програмата во однос на загадениот воздух ви е малку подолгорочно. Добро, па и никогаш не сум кажал јас во јавноста дека проблемот со загадувањето преку ноќ се решава, но ова се дел од работите кои што ќе влијаат на процесот. Ова се де факто дел од работите, тоа подразбира средување на сообраќајниот хаос. Дополнително отпочнавме и со тендерска постапка за Лимак, подвозникот.
Веќе сме во финална фаза на подготовка на документација за влезот на Скопје трета лента, но и клучка кај хиподром. И сето ова кој ќе го соберете, ќе влие од една страна на подобрување на сообраќајниот метеж во градот, односно подобри состојби, начин на комуникација од точка А до точка Б, но исто така и тоа ќе влие на состојбите со загадувањето. И тука мора да се сложиме. Тоа е еден од столбовите кога збориме дека ќе работиме на подобрување на амбиенталниот воздух. Ние треба сериозно да работиме на она што е базичен проблем во однос на загадувањето, а тоа е загревањето на домаќинствата. И тука имавме веќе неколку средби со претседателот на владата во однос на гасните централи кои што планираме да ги правиме во главниот град. И до тогаш не требаат преодни решенија, дури и тие да се направат, бидејќи немате секундарна мрежа градоначелник. Се друго, Боби, би било бајпасирање од краток рок на состојбите. И субвенции од страна на градот, и субвенции од страна на општините, и субвенции од министерствата, и се останат. Ова се конкретни и суштински работи кои што мораме да ги направиме. Ама пак го имате тоа преодно решение, вие имате посебен екофонд во програмата кој што ги но предвидува тука во меги екофондот чекори. се субвенциите и не отстапувам од тоа. Да надограден е системот и начинот на доделување субвенции за од наредната година. Јас сум споменал местата кои што од денес знаеме дека нема да ги опфатат ни градска топлификација мрежата, ниту пак делот овој прстен што би бил направен во однос на гасните централи, ние немаме што да чекаме, тоа се високите зони во градот Скопје, тука веќе треба да влеземе со процес на субвенција на топлотни пумпи и тоа ќе го направиме од наредната година. Да. Ќе воведам нова реорганизација рековте, ќе има ли како што пишува и во програмата и професионализација или ќе имаме и натаму за почеток веде директори додека не се направи поделбата меѓу коалицијските партнери. Па, јас искрено сакам да се заблагодарам. Да поедноставам, партиски кадри или професионалци на директорските места и на јавните предпријатија и на установите. Па кога го погледнете составот на луѓе кои што досега се назначени на предпријатијата, Веде се. тоа се лица кои што имаат првенствено институционална меморија. Ајголем дел од нив. Ќе останат? Но се и лица кои што истовремено имаат полна доверба од моја страна. И јас повторно ќе се вратам на делов на одземање на овластување. Исто и тука. Јас најмногу во процесот верувам на себе си. Верувам на сите, најмногу верувам на себе си. И секој заслужува да добие шанса. Кој е тимот на Орца Георгиевски? Па ги гледате луѓето околу мене. Славе ќе биде нема секретар град. Славе ќе биде трпески десна рака во градот Скопје. Тој ми беше претходно и советник за урбанизам во Кисела вода. Човек на кој што исклучително му верувам. Истиот шеф на кабинет од Кисела вода ќе ми биде Кирил и во градот Скопје. Павлина Рибарска ќе ми биде заедно со Катерина во делот за локален економски развој и лица кои што сериозно ќе се занимаваат со поставивте веде директори на трите најкритични јавни предпријатија во овој не ми дозволихте да ги докажам сите. Добро. Да, но можам да еден по еден на наредната седница на совет јас споменав дека превземање си правам на најголем дел од мојот тим кои што сериозно работеле покрај мене, сериозни професионалци и во наредниот период да дадат се од себе покрај мене во градот Скопје. Не ми кажавте, ќе има директори по партиска поделба, односно по поделба на изборниот колач меѓу коалицијските партнери? Искрено, гледате и самите дека станува збор за експерти кои што се назначуваат или лица кои што имаат сериозно искуство во минатото во одредена област. Ама и вие слушате дека веќе партиите се кажуваат кој е директорско место ќе го добијат. Па не сум слушнал. Која партија, например, кажала и за кој место? Помалите коалицијски партнери. Јас слушав дека на комунална хигиена ќе бил, не знам како беше името. Не, јас ве прашувам кој е вашиот став, директор, кого би што преферирате за две исто така институции кои што беа актуелни во минатото, градски. МКЦ и Золошка. Професионалци или? Се уште размислам, да ви кажам искрено. Партиите не се мешаат? Коалицијските партнери? Еве, кога сме кај слушаме во јавност за комунална хигиена, јас и во кампањата уште кога не бев избран, слушнав за некои имења.
Па во комунална хигиена веде директор е Драги, човек со сериозно искуство, институционална меморија, кој што работи во град Скопје цел свој живот, еден од најблиските соработници на многу од градоначалниците. Ворете, јас ве прашав дали ќе останат или има договор за кој што за кратко време сепак ќе видиме дека јас имам еден ќе договор, мора да се повлечат. А тоа е договорот со граѓаните. Така што во насока на тоа јас шанса би дал на секој кој што може да помогне и допринесе за подобрување на состојбите. Добро. Две прашања во времето што ни останува. Пак би сакал да се вратиме на планот за отпадот. Ако детално се анализира овој дел од вашата програма, гледам дека сакате да го спроведувате тоа што сте го ветили така како што сте го ветиле, дали е логичен заклучокот дека не би требало да се очекуваат многу радикални промени во првите 6 месеци, бидејќи сте запишале итни мерки и поставување основа во првите 6 месеци, па дури ова е вешта кованица, втора половина од првата година и втора година структурирање на системот и веќе третата година доаѓаме до ние развој на напредни решенија, рециклирање и така натаму, и сега немаме време тоа да го доведуваме во врска со планот кој што се надоврзува тука, тоа е планот за Дрисла. Програмата е правена врз основа на сериозно стручна анализа. Значи реален е овој рок. Реален, но мора да признаеме дека јас роковите ги имам ставено согласно состојбите кои што ги имаме, но тоа не значи дека за многу побрзо од тогаш ние нема да ги постигнеме. Посебна ставка е акцијата, таа е на страна и веќе почнува одбројувањето за овој рок. Ние нема да ги постигнеме резултатите. Јас сум убеден дека многу порано ќе ги постигнеме резултатите, но јас сум многу прецизен кога ветувам пред моите сограѓани. Затоа и нешто што е ветено дека ќе биде за една година се случува многу побрзо. Еве кога сме кај Луна паркот. Јас ветив дека до јуни месец 2027 година скопјани, младите скопјани особено, ќе добијат Луна парк. Знам дека на многумина не им изгледаше тоа веројатно дека ќе се случи. Или не знам, на Ѓорче Петровци, дека ќе го започнеме во првите 30 дена кружниот тек. Добро. Но, сакам само да ми дозволите уште една реченица. Но јас давам се од себе. Порано да ги направиме промените и порано да го дадеме резултатот за кој што скопјани ми дале поддршка. Уште едно прашање. Во многу дебати и од експерти и дел градоначалници, кога се зборува за актуелниот урбанистичко сообраќаен хаос и се што може да се подведе под таа квалификација во Скопје, одговорот е след. Сегашните ДУП-ови се прават врз основа на стариот ГУП, а тој мора итно да се смени, дури имаше и во текот на кампањата кога се анализираа програмите, пораки од дел од експерти, прво што мора да се направи да се донесе нов ДУП, но ако ја следиме динамиката. Совет за урбан развој, градски архитект, јавно предпријатие за урбанистичко планирање, стратегија, Јавно предпријатие не е поврзано со ДУП. меѓународен борд, меѓународни работни групи, ги читам по редослед и предпоставувам така е правена програмата, и тука има уште урбан форум на граѓани и на крајот доаѓа нов ГУП. Кога? Ве прашувам затоа што ако остане овој ГУП, визијата на Орце Георгиевски за некакво ново, модерно, поинакво Скопје ќе изгори во сите недоречености и контроверзи кои што ги предизвикува овој ГУП. Не е така. Зошто? Делом. Па ете со дел може да се сложи. Зошто? Затоа што градот Скопје нема визија, односно нема изгледи кај бил во минатото, каде сме денес и кај треба да биде за 20 години. Генералниот документ на градот, уставот на градот, е генералниот урбанистички план. И тоа не е постапка која што адхок се носи. Зошто? Затоа што сметал можеби градоначалникот на одредена општина дека така треба да биде. Ама и затоа да се оправда. Само претенциозен е и планот од 20 години визија за Скопје, кој што реално ако биде таква визија не може да се направи за 2 месеци. Колку време трае? Па јас не сум човек кој што работите ги гледа од денес за утре.
Јас сум човек кој што гледа многу подалеку во иднината. За лаик кој што не учествувал во тие процеси, вие поотблиску ги познавате, значи една реална дистанца за сериозен документ од две години, така? Не, тоа е документ кој што треба да биде јавен, транспарентен и во кој што не треба политиката да се меша, но треба граѓаните да го креираат. Тоа е постапката која што јас ќе правам за генералниот урбанистички план. Сите овие тела кои што ги споменавте, се тела кои што се формираат за најмногу 50 на дена и ќе бидат формирани. Ќе бидат, освен градски архитект, за кој што треба, она што го говоревме за измени во Законот за локална самоуправа, да го предвидат истото, односно да се врати старата форма. Сега, тоа не ме попречува мене да го правам развојот на Скопје. И јас никогаш не сум кажал, никогаш, апсолутно, ниту пак во мојата програма има такво нешто, дека доека ГУП не се направи, ние ќе не можеме да го решаваме сообраќајниот хаос во градот, дека нема да можеме безбедни зони да воведеме, дека нема да можеме развој во градот да донесеме. Никогаш јас не сум го кажал, затоа што тоа не е така. За решавање на сообраќајниот хаос, ние имаме можност за постапување по стариот генерален урбанистички план. И овие проекти кои што започнав, како клучката момент поток кој што треба да довршиме, како другиве кои што треба да ги довршиме, но и новиве за кои што, вклучувајќи го и Лимак, распишавме постапки, се содржани во генералниот урбанистички план од минатото. Третата лента во навлез Скопје Исток, новата клучка према хиподром и останатите проекти. Тоа не се работи кои што треба, еве јас сега како градоначалник ќе чекам да се донесе генерален урбанистички план и ќе седам во канцеларија, ништо нема да правам. Не, промените ги правам. Ве прачав бидејќи многу мина препознаа пречка и во него. Но само уште една секунда ве замолувам, дека генералниот урбанистички план како устав на градот треба многу внимателно во консултација со целата јавност, пред се граѓаните, невладени организации, новинарите и експертска јавност, но и меѓународна група да биде вклучена треба. Зошто? Затоа ве прашав колку време се тоа ќе земе. Затоа што тоа е нов устав за градот за наредните 20 години. И ако сакаме ние да сме сериозни, не како што ни оставиле минатите генерации нам проблеми, тогаш треба да создадеме документ и платформа која што за 20 години од денес, кој да биде утре после Орце, дали Боби, дали некој од новата млада генерација, кој да биде, нема да има пречки какви што имаме ние денес. Уште една пауза за реклама. Пред самиот крај сме и големо е прашањето, заслужува посебна дебата, меѓутоа успеа Скопје да ја задржи номинацијата за престолнина на културата. Ќе има ли сила се да се направи, зашто првично е потребно од целиот тој систем да се тргне политизацијата и политика. Имавме успешни средби во Брисел. Јас втор пат јавно сакам да истакнам поддршката која што ја добив од старт од министерот за надворешни работи, господинот Муцунски, но и господинот Љутков, министерот за култура, но и евроамбасадорот Рокас, кој што помогна во целиот процес, уште од првиот ден која превзема в позицијата градоначалник на град Скопје. Фала му на Бога. Ја задржавме номинацијата, покажавме голема спремност и сериозност во однос на тоа како ќе ги водиме процесите понатаму, но и поставивме временски рок за секој од процесите што ќе треба да се водат, дополнително и гаранции финансиски од страна на градот Скопје кој што ќе учествува со дел од средствата, а дел од средствата како гаранција е Министерството за култура преку владата на Република Македонија, така да сега останува се на нас. Има добар тим кој што работи на целиот овој проект. Јас нема да дозволам политика да се меша во целиот процес и тоа им го кажав и на групата работна која што е задолжена за сето ова да се спроведе. Таму има представници од јавниот живот, таму има и лица кои што се од Министерството за култура, таму има и представници од градот Скопје. Така да тука политика нема мешање, треба Скопје достоинствено да се покаже во целиот процес. Велат, ако денес не го знаеме мотото, веќе е доцна, значи дека многу малку можеме да направиме. Па ќе се направи многу.
и јас сум убеден дека Скопје достоинствено ќе се представи. Имаме време за сето тоа. Важно беше да ја надминеме таа фаза кога постоеше опасност да не биде одземено тоа што сме го добиле во минатото, но за жал некој дозволил 4 години наназад да се доведе во состојба каква што е. И убеден сум дека на крајот на денот ќе покажеме сериозна спремност како Скопје, како една сериозна метропола и домаќини достоинствени да бидеме за сите оние кои што ќе дојдат во посета на нашиот главен град, но и да направиме спектакл за сите наши сограѓани. Последно прашање сосема на кратко. Неколку крупни тендери распишани пред избори, катна гаража Скендербек, автобуси, универзална сала, сите пропадна. Беа само предизборно ветување? Не. Не знам зашто пропаднале. Знам за автобусите дека за многу брзо од денес ќе се започне нова постапка. За Скендербек подземното паркирање не знам, искрено немам информации, но ете може да се обрати до Министерството за транспорт и врски. За делот кој што се однесува на градот Скопје е поврзан со јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје. Имавме неколку состаноци со претседателот на владата и министерот за транспорт и врски и сум убеден дека во рокот кој што сме се обврзале заеднички пред граѓаните ќе биде испочитувано. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ Тема. Ми беше чест. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете со Телма.